Почитувани мој, добар ден. Го следите најновото издание на Црвена линија. А еве зашто ќе говориме денес со вас. Балансирот заменува во историја. Премиерот Христијан Мицковски изјави дека бришењето на балансирот е по препорака на скрининг процесот на Европската Унија, а тезите дека со тоа им се одземаат права на заедниците се неточни. Одвреди пак велат дека балансирот сепак ќе биде заменет со посебен закон за правична застапеност. И оно што денес ве прашуваме, се разбира, е дали ни треба закон за правична застапеност на заедниците со оглед на тоа што Мицковски и Арбен Таравари ќе бараат заедничко законско решение за сите граѓани, а кое би можело да го замени балансирот. Се разбира, за да се вклучите во Црвена линија, процедурата е онаква каква што е секојдневна, тоа е со вртењето на нашиот добро познат телефонски број 0230700005. Ке го намалите целосно и веднаш тонот на ТВ приемникот, но и секако нема да користите интерфон и спикерфон, туку заедно со мене ке говорите преку слушалка. Немојте да изоставите и можноста да учествувате во денешната анкета, за тоа е доволно да не заследите на Инстаграм. Па заедно со останатите инстаграмџи на Инстаграм стори кликнете на профилот на Црвена линија и одговорете на следново прашање. А тоа е дали има потреба од балансирот и негова замена. Имате, како што гледате, две опции за одговор, да, не. Кликнете на опцијата која што е вашиот одговор, ќе пресметаме во проценти и секако резултатите ќе ги објавиме таму некаде по рекламите. И секако секој оној кој што сака да учествува во Црвена линија, ќе ни биде особено драго, се разбира, да се вклучите директно во Црвена линија, во живо, но доколку тоа не сте во можност да го сторите, можете да учествувате преку коментари и споделувања и на Facebook, нашиот профил е Црвена линија, и секако заследите го профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите. Секако со коментарите можете да продолжите дури и по завршувањето на Црвена линија. Но како и да е, најдобро е да почнеме со денешната Црвена линија и еве ве потсетувам, значи денес ве прашуваме дали ни треба закон за правична застапеност на заедниците. Ако сте подготвени вие, подготвена сум и јас. Па, еве ќе почнеме со првото. Добар ден, верувам. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Да, благодарам што успеав после толку сум пробувала, не сум успела да добијам. Многу ми е драго и верувам нема да биде последен пат. Нема да биде сигурно, сакам да активно учествувам, стално ве следам. Сега, по прашањето за балансер да замине во историјата е во ред. Него за законот за правична застапеност на заедниците, мислам дека нема потреба од таков закон. Не постои никаде земја во светот каде што има закон за правична застапеност. Не би имало потреба од да се донесе таков закон. Тоа желбите се друго, ама реалноста е друго. Така да општеството секаде во светот не дозволува такви закони за правична застапеност. Што би било, например, каде што е Франција или други држави, да не именувам, каде што многу помалку има процент на французи, не постои закон за правична застапеност за другите националности. Благодарам што ме изслушавте. Пак ќе учествувам, само кратко, да не одземам многу време. Не имате уште време, ако сакате нешто да додадете, 90 секунди е секој излагање, ви имате уште некој 26. Па него не видов, сега го гледам тајмерот. Баш ми е криво, зашто вака секој пат се незадоволни, мислам, јас не сум против албанците, него се нешто имаат потреба со закони да се оградат за било што. А кога има за криминалот, тогаш чутат. Никаде ги нема. Зошто не коментира за предходните нивни предходници што беа? Така, големо благодарам и драго ни е, еве што успеевте, и се разбира упорноста си когаш се исплатува да се вклучите во ова денешно издание на Црвена линија и секако со вас и да го почнеме ова издание. Продолжуваме понатаму да видиме што ќе кажете сите останати кои што допрва ќе се вклучат. Добар ден. Добар ден. Би ве замолила само малку погласно. Нема проблем, во ред е. Јас мислев сепак да не сум премногу бучна. Јас само ќе кажам следно, дека сметам дека балансирот не треба да постои. Едноставно,
Јас мислам дека и квалитетните интелектуалци, албанци и останатите заедници кои живеат во Македонија би требало да се страмат од еден таков закон. Единствен услов за некој да добие било каква работа треба да биде неговата стручност и мислам стручните квалификации, квалитетот и образованието, а не припадноста на партија. Тоа никаде во светот не е така и сметам дека нема потреба од носење некаков закон кој ќе гарантира правичност. Ако се стремиме кон Унијата и ако на сите им се полни устите со таа Европска Унија, тогаш на сите треба да им биде јасно дека таков закон ни по ниту една европска земја, членка на Европската Унија нема. Едноставно тоа го нема. На секој треба да ни биде единствено мерило квалитетот, работните навики, етиката, образованието, а не припадноста. Припадноста е дома. Според мене, не мора да сум во право, но тоа е моето мислење. Ви благодарам и да оставам простор за другите. Големо благодарам секако и вам за учеството во ова денешно издание на Црвена линија. Меѓу другото, пред да вклучиме и да ве вклучиме и вас останатите, еве да потсетиме дека веста е балансерот ќе се укине, а еднаква етничка застапеност ќе се постигне преку спроведување на законот за еднаква застапеност. Вака извести министерот за здравство Арбен Тараварија, што се однесува до формирањето на нови министерства, ќе се направи систематизирање на вработените таму каде што има потреба. Тие кои не работат и земаат плата ќе бидат отпуштени од работа. Вака додаде Таравари. Како и да е, ние денес ве прашуваме со оглед на тоа што се најавува балансерот заминува во историјата, дали не треба закон за правична застапеност на заедниците. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав и до вас. Дали треба закон за правична застапеност? Да. Најглупавото нешто што може да се случи, тоа е тоа. Што би било кога би било да обоеноста биде застапена? Речеме како во Франција или во Америка. Црни и бели и жолти и да не ги набројувам останалите. Ја поддржал претходната гледачка што треба професионалноста пред се. И останалите квалитети да ги има. Како ова директорката што беше во токсикологија, не го познава, пазите, не го познава државниот јазик. Јазикот на државата, македонски јазик не го познава, па носи тумачка со неа. Што треба да се плати и таа. Како прво, како второ, правична застапеност доаѓа, одите во клиника Мајка Тереза, има медицински сестри како да се наоѓате во држава во либиска џамахирија. Се знае медицинска сестра како треба да биде облечена и како треба да се однесува према пациентите, према предпоставениот и останалите. Сега, според вас е ви анкетното прашање. Дали има потреба од балансерот и негова замена? Да, не. Кој е вашиот одговор? Нема потреба ни од закон носење, ни од... Така, благодарам многу за учеството и вашите одговори во Црвена линија. Препорачуваме да останете со нас за да слушнете како ќе се развива понатамошната дискусија. Добар ден. Добар ден, Тике. Голем поздрав и до вас. Како да се спрема пада врне у Тетово полок. Најавено е, да. Еве го, само уште ветрече ни фали да и чукне облациве и па ќе добиеме исто како вчера. Вака да ти кажем, ни балансерот, ни правична застапеност, тоа треба све да се укине и тамо, не знам кој уште глупости што ги наветнае. Слушајте, во секоја институција имаме ние факултети, да не зборим Кирил и Методи. Од тамо бараме инженери, агрономи, техничари, доктори. Од тамо тој кадар нас ни треба. Тој да ни ја води државата. Не по балансер, по застапеност на заедниците. Верувате ми сега, преку вашата телевизија ќе кажем, мене ми се огади да гледам 24 телевизија, како да гледам Ал Џазира. Зошто? Ќе се прашате. Апсолутно некако тамо некој пати стап како Ал Џазира.
да не се навраќам исламот и христијанството и такви глупости. Да ти реков, нема такви работи. Те бидува за оваа работа. Ова е тие задача. Агроном ли си, инженер ли си, гражданик ли си, тоа мора да го спроведеш ова. Ако не, да те нема. Нема да седиш у канцеларија да тржи кравата, ваква, таква одело, такво Армани и да се играш фудбал. Заврши таа приказна. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Подсетување, внимавајте на тајмерот, 90 секунди е. Како и да е, продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас. И од мене. Видите, до сега, ако се земе да се брои процентуално, балансерот одамна требало да сукине затоа што се понадминати сите бројки согласно уставните онаку обврски. Меѓутоа, ја ќе земе еден друг пример. Вчера еден директор беше назначен, еден бивш министр беше назначен за директор. И сега, знаете, тогаш опозицијата, сега власта, за неговата диплома викаше дека е купена во Сараево. Денеска имаме молк. Сега имаме ли директор што има регуларна диплома или имаме директор со фалсификувана диплома? Каде се сега стручните лица што тврдева дека дипломата му е нерегуларна, да кажат дали човекот е квалитетен или не е квалитетен? Ајде сега да видиме колку сме доследни на тоа што го тврдевме. Баш ме тоа интересира околу дипломата на новиот директор за неврологија таму или кај беше. Нели, тој завршил во Сараево и искачаше овој, како го вика Антонио Милошевски, викаше дека ја купил дипломата, тогаш имало војна таму и дека била нерегуларна. Денеска, слушате некој да каже да збори зошто тој човек е назначен за директор кога има нерегуларна диплома? Тоа е нашата болка и болест. Толку сме ние силни. Така да, али проблемот и сем да заврши на брзина. Државата пред се има обврска да ги вработи тие што ги пратила на стипендирање надвор. Благодарам многу. Ке подсетам, само внимавајте, тајмерот е 90 секунди и како и секогаш ќе ве охрабрам, можете секако повторно да го завртите телефонскиот број за нови 90 секунди. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Така. Еве, јас да кажам како албанец, нека се укине балансерот. Ама вака ќе ви кажам, без балансер во оваа држава, албанците никогаш нема да се вработат. Пример, пред 90-та година. Во Куманово имаше 30.000 работници во сите фабрики. Да не ги не бројувам чик, зик, кожара и такви работи. Од 30.000 беа 29.500 македонци, само 500 албанци. А во Куманово живеат околу 40% албанци. Со општина Липково тогаш заедно беа. Затоа балансерот треба. Да сме во Шведска, Финска, Данска или не знам, скандинавските земји не би требало. Ама во ова држава нема праведност во никаков смисла. Тука треба балансерот да постои секогаш. Се додека се опаметиме и се додека не размислуваме ние, вие, тие или не знам кој. Пријатен ден. Најпријатен ден и вам и големо благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Во Црвена линија сте. Дали ме слушате? Во Црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, во Црвена линија сте. Тина, добар ден. Ама некоја ми се јавуваше некоја фонија, не знам што е работата ако се слушаме. Да, одлично се слушаме, повелете. Добро. Јас сум на линија, така? Да. Добро. Нешто ми дојде и други гласови, знаеш, без везе како прв пат да се уклучувам во емисија. Јас да ти кажам најискрено, ова со балансерот не ми беше јасно и сега не ми е јасно, затоа што
требало би секогаш да се вработуваат стручни лица. Гледачот пред мене што кажа дека не се застапени, нема врска, значи овие власта што беше претходно ни го наметна тоа дека ние меѓу себе не се сакаме, дека со овој не се сака, ние сите меѓу себе се сакаме, само што ни беше наметнато кога женски не се сакаме. Значи ние сакаме стручно лице. Јас ако ти кажам колку стручни лица има во клиника, што се албанци, доктори, што им се восхитувам, што ги почитувам и што сум сакала токму кај тој на абдоменална хирургија, токму кај тој албанецот да бидам. Значи нема врска, стручен е човекот. Значи ние зборуваме сега за стручност, а не сега треба толку застапени од оваа заедница, толку од оваа, а дали сте стручни или не е битно. Сега прочитав на Facebook некој податок дека медицински сестри види 99% што конкурирале за сестри, сите биле со сите петки. И сега ќе има тестирање нормално. Па и треба да има тестирање, затоа што дали вистина сите тие се со сите петки, дали тие одговараат, ти на мене еднаш од таква, од тој балансер ми се случи една, можда беше од Србија, не се сеќавам од кај беше девојчето, не е битно. Значи со таа застапеност јас ќе останев инвалид цел живот. Значи секако треба голема стручност да има, посебно на клиниките, а не балансери од оваа. Така, благодарам многу и вам за учеството. Ќе ве префрлам сега и малку со коментари од X платформата. Сега кој ќе ве потсетам да продолжите да коментирате и споделувате и на Facebook. Црвена линија е нашиот профил, како и профилот на Телма телевизија, каде што е објавена темата. Но еве на 3 април, што има напишано професорката Мила, политичката перверзија од Мицко. Ќе го цитирам од вечерва. Да не беше трагично, ќе беше смешно. Замислете ветова укинување на балансерот за вработување, зашто бил штетен, а истиот балансер го воведе токму ВМРО со Охридскиот рамковен договор. Сега, ние денес во Црвена линија зборуваме за тоа што балансерот заминува во историја. Токму премиерот Христијан Мицковски изјави дека бришењето на балансерот е по препорака на скрининг процесот на Европската Унија, а тезите дека со тоа им се одземаат права на заедниците се неточни. Одвреди пак вела дека балансерот сепак ќе биде заменет со посебен закон за правична застапеност. Дали не треба закон за правична застапеност на заедниците? Тоа е оно што зборуваме денес во Црвена линија. Добар ден. Се слушаме? Да, повелете. Каков закон за замена на балансерот? То се глупости. Балансер, ја имам приватна фирма и ќе балансирам некој вакви такви. Мене ќе балансирам, ќе си работам оние што ми се способни. Тој треба да се укини да не постои. Нека ми кажат една држава дали има балансери и застапености што стално бара да седат да прават проневери. Балансер доктор да ваѓа бубрези, балансер овој што составот во државна болница што мешал едно со друго. Такви балансери ни требат. Само во администрација балансерот, ако треба нека пикната. Иначе во фирми, во производство, некој им каже во фабриките. Ја фабрика ако имам, јас ќе одберам луѓе кои ми требат способни. Нема да го гледам дали албанец или македонец, само ќе го гледам дали е способен. И кој ќе му кажам да работи, дали ќе го работи. Ако не го работи, вратата. Шо такви работи? Нон-стоп застапеност, јазиците, купени дипломи, 300 чуда се прават со такви работи. Држава еднаш треба сивчисти да застане на нозе. Јас и друг пат сум кажал, или способни или неспособни, или писмени или неписмени. Ќе си го најдат местото тамо кај што им е патот. Не може сега неписмен купено дипломче и да го качувам на коњ, да прави штета. Штети прават. Намерни штети прават. Не може тоа. Мора држава да стане држава. Како сите држави. Благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Пред да вклучиме следен гледач или може би гледачка, еве и да продолжам со информацијата, еве што всушност е истакнато. Ние се договоривме, прво треба да го донесеме законот за еднаква и соодветна застапеност и после тоа ќе се укине балансерот. Нема потреба за балансер кога има закон. Сите луѓе кои одат на работа, никој нема да биде отпуштен, ви гарантирам.
А тие кои не одат на работа, да. Ке има систематизирање на вработените во институциите таму каде има потреба. Така да ве уверувам дека лицата кои се вработени и работат, ниту еден од нив нема да биде отпуштен. Вака изјави министерот Аравари, а претеничката на Вреди Мимоза Муса, зборувајќи за оваа измена, рече дека во случај на неспроведувањето на законот за еднаква застапеност ќе има инспекторат кој ќе врши надзор. Дали не треба закон за правична застапеност на заедниците? Тоа е нешто денес ве прашуваме во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Тина, се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Слушај, Тина. Не ме прекинувај на темата сум. Овој балансерот, знаете кој го измисли? ВМРО и СДС. Зошто? 2001 година, кога видовме ние со рамковниот договор од Охрид, че ние нема Македонија, како што ние снемува. Зошто? Уште тогаш требаше да сватат ВМРО и СДС дека треба да се обедина. Давај едните на другите партии, давај другите, дојдовме до балансери, дојдовме до 80, една третина од албанците да гласале за закони. Никој не ни е крив. Јас лично му честитам на албанците што се способни и се над македонците попаметни. Се извинувам ако вреđам, меѓутоа, тоа нас ни се случи. Тоа ми се случи и ќе ни се случува. Сега се тие качени на коњ. Не можеш да ги вратиш поќе. Балансерот не треба да постои. Стручноста, како што кажа тој од Кручево, јас ако имам фирма, јас ќе запослам без разлика на националност. Кој е способен? Тина е способна да води емисија, не ја ставам. Петре е способен за ова, Петре го ставам. Ми е жал. Јас немам Македонија после 2001 година на сметка во... Ке посетам, само внимавајте на тајмерот, но и благодарам за учеството во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден, повелете. Благодарам. Овака, балансер не ни треба. Апсолутно тоа е измислена работа и застапеност од страна на заедниците и тоа не ни треба. Нам ни треба квалитет, не квантитет. Бројки. Меѓутоа, секдека каде што се отвара работно место, треба да постои конкурс. Значи, да бидат пријавени повеќе од оној колку што треба. Да има надпревар меѓу нив, кој ќе биде со најдобар успех. Значи, да го положи тој успех и да го избереме најдобриот. Ако тоа се направи, тоа значи подобро здравје. Зошто во спортот има прво, второ, трето место. Значи, има златна, сребрена, бронзена. Да се примени тоа и во вработувањето. Тогаш ние ќе имаме квалитетни работници, секој ќе се бори за работното место да покаже успех, секој ќе се бори да биде, што се вика, прв, да може да го избере на раководно место, да може да го покаже својот квалитет. А на овој начин, како што сега со овој балансер, тоа е само измислена работа за, значи, да имала некакво за сад. Што има врска се, дали ќе биде македонец, албанец, кога е труп, ништо не разбира, ништо не знае, па ќе го ставиме на едно одредено место. Што ќе добиеме од него? Свирач, ништо друго. И затоа мислам дека балансерот повеќе не. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Ги имаме и првите коментари, се разбира, на Facebook. Продолжете таму да земате активно учество, се разбира, на темата за која што зборуваме денес. Вака изгледа и нашата објава низ фотографија, како и секогаш, на Facebook. Дали ќе може да покажеме, да видиме? Најверојатно не, но еве ги и коментарите. Дали ни треба закон за правична застапеност на заедниците? Тоа е прашањето. Кликнете, отворете на Facebook, сега ќе можете да видите како изгледа нашата објава. Еве го првиот коментар. Односно, Лачки Тодор напишал: дали знаете дека поголем дел од граѓаните не знаат воопшто што е тоа балансер?
Бидејќи албанците и македонците во заграда работничка класа и под праг во заграда, овие 22 години од тие рамковни охридски договори не видоа ништо убаво. Живее само олигархијата. Дали Мицковски го има префрлено дел од својот имот фирми на друго име за да не се најде на отстрел во јавноста? Зошто овакви прашања кои нема да ја подобрат финансиската ситуација кај населението? Кој е бенефитот од овие бла-бла преговори, разговори и дилови? Бидете поконкретни како новинари. Не е секој ден, веќе прво ќе ви се заблагодариме, господине Лачки Тодор, за вашиот коментар. Сега го продолжете и да коментирате и да не следите. Верувам дека сме конкретни и тоа секојдневно на теми кои што се апсолутно актуелни и можеме да кажеме теми на денот. Така да, еве, денеска одлучивме да ги прашаме во црвена линија гледачите дали не треба закон за правична застапеност на заедниците. Да видиме што ќе кажат останатите кои што ќе се вклучат во живо. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Не е намален, бидејќи се слушам јас. Добро, извинете. Да, па нема да не слушнете добро и така. Еве, сега верувам може да продолжиме. Се слушаме ли добро? Да. Да, повелете. Вака, јас сум сега нов гледаш, пошто гледав ова емисија, понекогаш го гледам, меѓутоа не стално. Денеска има време, пошто е така врнежливо и сакам со некои помалку зборови да го завршам ова. Вака, јас доаѓам во еден крај кај што ние сме околу 30-40% албанци. И имавме случаи во нашата општина, беа запослени македонци како албанци. Минатата година во Куманово. Значи, сакам да кажам дека се злоупотребува, значи, балансерот. Балансерот како да кажам, како закон, пошто е измислен од некој балансер, значи, мислам дека во некои општини, кај што се македонците малцинства, и тамо може да бидат дискриминирани. Например, на Полошкиот регион има помалце албанци, него, например, во другите рајони. Ја мислам дека треба да се гледа професионалноста на работникот. Имаме случај во Куманово, значи, минатата недела се затвори патологија. Замислете, имам друга што работи во болница, се затвори патологија. Навистина ми е жал што времето е лимитирано на 90 секунди. Прво, исклучително и ќе ви се заблагодарам што еве за прв пат одлучивте да земете активно учество во црвена линија. Верувам дека нема да биде и последно, но и ќе ве охрабрам уште во овој момент да го вртите нашиот телефонски број 023070005 и да се вклучите повторно за нови 90 секунди. Затоа и го објавуваме тајмерот за да горе-долу можете да го мерите времето. Знам дека некои од гледачите велат премногу е малку 90 секунди, но тоа е се со цел да можеме да слушаме во интерес и на времето повеќе ставови од повеќе граѓани, односно гледачи. Благодарам уште еднаш за вашето вклучување. Добар ден. Добар ден, Македонијо. Господине Тале, повелете, ве слушаме. Мило ми што човекот пред мене беше албанец и што мислам дека е разбран човек и рече дека е против балансер, пошто се злоупотребува, нели, и од албанци и од дел македонци што се пишуваат како албанци. Сега бака би сакал да прашам, дали има балансер во Албанија за македонци, за срби, за грци? Дали има балансер во Грција за албанци, значи во Грција за албанци и за македонци? Нема. Во Албанија нема. На Косово дали има балансер за рамноправно вработување на македонци и срби? Нема. Македонија библиска дава можност за сите во Македонија, но за жал ние признаваме секој малцинство, во устав пишено, а тие кои ги признаваме, нас не признаваат како македонци, дори гласа да не се смени име Македонија и да се бриши македонски идентитет. Тоа е голема разлика и нека ми простат тие што не се македонци, а гласаа да се бриши Македонија и македонско. Сега,
Друга работа би рекол дека тука некој кажа со клевета лага дека наводно ВМРО било за рамковен договор. Не. Војната 2001 година ја договорија СДС, ДУИ, значи како она и западни... воведување на балансирот беше, не за... Ама да. Фактички види, јас сум сигурен дека некој СДС ќе каже дека ВМРО било за Северна, ама СДС биле против. Така че лажа години бе пат. Така, во 2001 година СДС беше договорена со... Благодарам многу за вклучувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Прво, прашањето балансерот заминува во историја. Мислим дека за да оди државата напред, и македонците, и албанците, и другите националитети што живеат во Македонија, треба да има почит едниот кон другиот. Не е битно или балансерот, или со закон да се регулира ова право. Битно е албанците и македонците да се дружат заедно, да не бидат дискриминирани во централно ниво и на локално ниво. Зашто јас доаѓам од една рурална општина во Полошкиот регион, каде тука во оваа општина Боговиње нема македонци. Чисто етничко, албански. Али в другите општини има македонци, има и турци. Битно е нашиот менталитет да го менуваме, за да ја тераме Македонија напред да оди. Наша држава е на сите граѓани, не е само на македонците. Не ме боли глава мене балансерот, дали ќе се заминува во историјата. Мене ми е битно македонците мене да ме почитуваат и јас да ги почитувам македонците и другите националитети. Само Големо благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Продолжете секако и да не следите и активно да учествувате. И имајте го во предвид тајмерот кој што одбројува 90 секунди. Добар ден. Здраво. Здраво. Ве слушаме, повелете. Сакате да кажете со ова дека со заминувањето дека сега ова номенклатура на власт го укинува балансерот? Да. Но, како велат, секако ќе се моделира со закон, закон за правична застапеност на заедниците. Види, вака, јас само едно сакам, знаеш, се балансираме за администрација, значи на државни јаспри да бидат сите тие што ќе бидат, што ќе се запослуваат во државни фирми. Тоа не, јас сум за балансер, ама балансер сите да трчаат, да се потепат од трчање, каде што игра копачот, каде што игра мотиката, лопатата, каде што игра, значи каде што има работа, арбајт, каде што треба да се испотиш, да направиш некој производ, па да го пласираш и да го продадеш и да направиш вредност во државата. За таков балансер сум за да обстои. И тој нов министер, министерството ќе го под некој друго име ќе се вика, може нема балансер, тоа да го направи. А не за у канцеларија по 10 души да се рипаат еден преку друг, да не знаат кој на кого му е редот кафе да вари или кој треба да иде да части нешто. Ајде, поздрав, пријатно. Поздрав, големо благодарам и вам за вашите одговори во Црвена линија. Добар ден. Здраво, добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Извинете, грешен број. Ајде, тоа се случува, некој најверојатно заврте погрешен број, но не беше толку погрешен број да не избрзавте, веќе ве поздравам ако не гледате. Секако можевте да искористите шансата, иако не сте имале намера да звоните во Црвена линија, секако да дадете одговори. Но немаме намера да продолжиме со рекламите, бидејќи времето тоа го наложува.
Сега останува да погледнеме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, се разбира, за следете, не учествувате во утрешната анкета, а еве ги и резултатите од денешното анкетно прашање. Дали има потреба од балансерот и негова замена? Со да одговорија 27%. Со не одговорија 73%. Тука секако ќе ви се заблагодарам за активното учество во Црвена линија. Тоа не значи дека треба веднаш да избегате, да се одјавите, а уште помалку да сметате дека телефонскиот број 0230700005 е погрешен број, затоа што тоа е вистинскиот број некој денес од вас да се освои нов телевизор. Ние ќе ви помогнеме во овој момент за тоа, така да сите вие кои што учествувавте во Црвена линија, ве очекуваме во најгледаниот квиз Заврти на Телма. Забележете ги овие прашања, ќе ги има во квизот. Каде се родени сликарот Љубомир Белогаски и политичарот Љупчо Ѓоргиевски? Колку крака имала црвената ѕвезда што ја носеле партизаните на капите? И на кој континент се наоѓаат најголем број држави? Точните одговори ќе ги дадете вие, ние ќе ви доделиме многу награди, а верувам дека денес овој четврток ќе биде запаметен по освојувањето на телевизорот, кој што е главната награда за овој ден. Се гледаме за куса време.